Расправата за ребалансот на буџетот се претвори во жестока дебата за пензиите. Власта и опозицијата ги вкрсти аргументите за стабилноста на фондот, моделот на покачување на пензиите, но и околу најавите за потенцијално зголемување на старосната граница за пензионирање. СДСМ предупредува дека фондот за пензиско се повеќе зависи од буџетот, односно на секој 100 денари придонеси. ПИОМ добива уште 73 денари од државната каса. А што е одговорот на владата? Во јавноста веќе се тестираат идеи дека луѓето можеби ќе може да работат и до 73 години. Па кој сте вие да кажете? Од ВМРО ДПМНЕ возвратија дека никој не предложил закон со кој ќе се зголеми старосната граница за пензионирање и дека станува збор за предлог, оние кои сакаат доброволно да останат на работа, тоа да можат и да го сторат. Па мислам, немојте, ве слушаја, ба немојте, доколку некој сака, и тоа е предлог, доколку некој сака, дали сме гласале таков закон, ма немојте ве молам. Дебатата се заостри околу математичките пресметки, бидејќи рече дека во периодот од 2022 до 2024 пензиите реално пораснале за 30%, додека линеарниот модел всушност ги оштетил пензионерите. Пензионерите со најмалите пензии изгубија по 500 денари месечно или 6000 денари годишно. Тие со просечните пензии заради вашето зголемување на линеарно изгубија по 1300 денари месечно или 15600 денари годишно, а за тие со највисоки пензии изгубија 2200 денари месечно или 26400 денари годишно. Власта ги отфрли овие бројки. Господине Бетики, весели математики можеме да си правиме до утре са бајле. Фактот е следен. Во ваше време, кога бевте вие на власт, 39 денари добиваа покачување пензионерите. Точка. Сега пензионерите добиваат 7000 денари повисоки пензии. Од 39 до 7000 денари разликата е многу очигледна. Општиот претрес на ребалансот на буџетот денеска заврши и сега наред е амандманската расправа. Поднесени се над 220 амандмани, најмногу од СДСМ и ДУИ. Мартин Арсов, Сител телевизија.